Сега одиме на делот на позајмување на книгите. Овде ви се дадени сите претходно позајмени книги и нивниот статус. Значи можете да гледате која книга, од кој корисник е позајмена или претходно била позајмена, пишува паралелката, датумот кога е позајмена, рокот кога треба да биде вратена, кога е вратена и статусот, дали е вратена или пак се уште е позајмена самата книга. Значи можете да пребарувате по наслов на книгата, по автор, по инвентарски број, корисниците по име и по презима, по паралелка, по статусот, дали е позајмена, дали е вратена и така натаму. Сите тие податоци повторно можат да бидат симнувани во Excel или CSV фајл. Сега, кога се оди на нова позајмица, значи може да биде тоа направено преку додади нова позајмица. Ви се отвара нов прозорец каде што барате книгата која сака да биде изнајмена, да речеме шекерна приказна, ви излегуваат сите примероци од шекерна приказна кои се слободни, односно не се изајми. Бирате корисник, да речеме Петар Марковски, и овде ви е рокот на враќање. Автоматски ви пресметува 15 дена за враќање, меѓутоа ако не сакате 15, значи можете самите да си изберете за колкав период да биде вратена книгата. Одите на позајми и еве ви дава дека шекерна приказна на ученикот Петар Марковски е позајмена на 23.2026 и на 23.04.26 треба да биде вратен. Добро е тоа што, значи може, секое изнајмување на мејлот, доколку ученикот има функционален мејл, му стигнува порака во која му наведува дека ја позајмил таа и таа книга на тој датум и рокот за враќање е до тој и тој датум. 5 дена пред истекот на рокот повторно му стигнува мејл порака во која го потсетува дека за 5 дена треба да ја врати. Кога ученикот ќе дојде да ја врати книгата, значи само на копчето врати ја позајмицата, со еден клик се клика, ве прашува дали сте сигурни дека сакате да ја вратите оваа позајмица, потврдувате и книгата е вратена. Ова е во делот, значи за управување со книжниот фонд во училишните библиотеки.